Саата ја заменив со нова вештина. Обиди се и ти да ја развиеш својата креативност. Последно време многу читам книги. Моментално ја читам Тетовирачот од Аушвиц. До пола сум многу интересна, значи времето веднаш ми поминува кога читам книги. Исто така, омилено хоби кога мала ми беше да правам сложувалки и сега поради тоа пак почнав да правам. Вчера направив сложувалка од 1000 парчиња и бев многу горда на себе затоа што обично немам трпение да ги доправам. Мислам дека за време на самоизолација треба да бидеме што покреативни и така побрзо ќе ни помине времето. Секојдневни тренинзи, дружби со најблиските и секако во исчекување на новата сезона. А до тогаш ќе седиме дома и ќе ги почитуваме правилата кои што ни ги укажува. Прво нешто што го правам наутро кога ќе станам е вежбање од прилика 20 минути, поради тоа што сватив дека мојата релација дома се движи од детска соба до дневна, до фрижидер и назад и пак истото. Значи под какви услови да сме, летото се ближи. Запамтете го тоа. Значи вежбајте. Следна работа што може да биде интересна е снимање TikTok со вашите најблиски. И верувајте ми, ќе се зачудите колку таленти имате дома, мајка ви, татко ви, брат, сестра, ќе се зачудите. Следна работа што јас ја користам, односно апликација, е апликацијата House Party, која ви овозможува да комуницирате со повеќе души од вашето друштво и така ќе се преправате дека се е нормално и дека не можеме да се видиме, ама да. Во овој принуден распуст, првите 7 дена, јас лежев и гледав серии цело време, како и секоја стан тинејџер, но сега имам време да ги работам работите што сум сакала од секогаш, а сум немала време до тогаш, како што е, например, готвење. Како што гледате, импровизирам тренинзи, секојдневно тренирам, а една порака од мене, седете дома, а доколку ви дојде саканиот, ставете му маска и испратете го дома. Можностите за пополнување на слободно време во изолација се бесконечни и мене тоа многу ми се допаѓа. Па така, покрај завршувањето на врските поврзани филмови на ставата, јас читам книги, гледам филмови и серии, станувам се подобро во готвење, меѓутоа слушам подкасти и читам колумни на апликацијата New York Times. Во последно време, слушањето на подкасти ми е умилено, затоа што на брз и ефективен начин ги добивам информациите, а можам да правам и што сакам за тоа време, односно паралелно со слушањето на подкаст. Доволен ми се само еден пар на слушалки. А затоа ви препорачувам и вие да го направите истото, затоа што постои огромен број на различни подкасти на различна тема низ цел интернет. За секој ден од овој карантин успеав да си најдам некаква активност, од читање книги, извршување на задачите за училиште, учење на нови рецепти за готвење, слушање онлайн курсеви и секако гледање на серии. Лично јас ја препорачувам Елит за сите тинеџери, може ќе ве мотивира да почнете да учите шпански, што е уште една плюс активност која што можете да ја правите.